Она што значи реформа во партијата ВМРО-ДПМН мораше да се случи бидејќи истата ја најави одамна председателот на партијата Никола Груевски, вели пратеникот Лилјана Кузмановска во интервју за ТВ Мега, во однос на изборот на нов извршен комитет на партијата каде се вметнати голем број на нови имиња и дел од ветераните. Во изминатиот период атак целосен со креирање и пиар на создавање на партија која не го прави економскиот развој, која има режимски карактеристики, сите налепници на кои нити ние како луѓе се препознаваме, нити тоа сме го направиле во животот, нити партијата. Меѓутоа да беше единствениот начин да се тргни ВМРО-ДПМН од сцена и со формирањето на специјалното јавно обвинителско кое е очевидно дека испостава и целосно работи со се кадри, еве сега со новите вработувања од нови 30 и се внатре што значи фамилиарно на членовите на специјалното јавно обвинителство, атак за и то удар на клучните луѓе на партијата за да настане разнебитување. Базата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е од веќе докажани луѓе со личен и професионален политички багаж и освежувањето со нови луѓе е доказ дека ВМРО-ДПМН нема да падне како што тоа некои го очекуваат, додава Кузмановска. Уште посилно работи, уште посилно ангажира луѓе, односно приклучува кадар кој посилно и подсврсто и со уште поголема верба работи во делот на политиките, кој знае да ги одработи. Знае што е политика, знае што е водење на економски мерки и политики многу битно, знае што е образование и во делот на сите што значат општествен живот на граѓаните. Јавноста најмногу негодуваше околу Богдан Илиевски, познат како водич на иницијативата за заедничка Македонија како непартиски човек од редовите на невладиниот сектор, а сега да се најде меѓу редовите на ова високо партиско тело. Изминатиот период немавме случаи на вклученост на и голем ангажман во политичките токови, барем во нашата партија, на делот од невладиниот сектор. Работевме многу цврсто и многу силно во многу прашања и креирање и водење на измени, дополнување на законски решенија во однос на јавни дебати, кога требаше да ни беше потребен тој глас на граѓаните. Меѓутоа полека секоја партија си има своји нови, креира нови политики, полека стануваме свесни дека можно е и потребно е тој невладин сектор, тој граѓански сектор, тој глас на граѓани да почне да се влегува во тековите и на политичките партии. Изборот на извршниот комитет е само една од реформите кои ќе се случуваат на трепартиски, вели Кузмановска, која додава дека со сите активности кои ги презема партијата, неважно што сега се опозиција, се за доброто на народот и тоа ќе го докажат со победа на престојните локални избори.